Струјата го здрма и уште повеќе ќе го дрма стопанството, бидејќи цените на берзата на електрична енергија вртоглаво растат, а компаниите се притиснати до ситуација на прекинување на производствениот процес, односно до затворање. Први на удар се фирмите кои имаат склучени договори со приватни дистрибутери на струјата, бидејќи и покрај услови и цени во реалноста се случува нешто сосема друго. Практично, договорените цени не важат, а цената се формира на база на берзанските движења, кои се повеќекратно повисоки. Какви последици може да предизвика ценовниот потрес, доправа ќе се утврдува. Меѓутоа, тоа што е алармантно е дека повеќе успешни и големи фирми со кои се гордеја општините во регионот сега се доведени пред изборот да трпат огромни загуби или да ги затворат производствените капацитети. Што пак тоа ќе значи за локалните стопанства, излишно е да се коментира, бидејќи се значаен двигател на економијата. Плюс, абсорбираат голема работна сила која може да остане на улица. Стравувањето ги изголемуваат и случувањата во другите земји во обкружувањето, каде големи капацитети се ставени во мирување, за да не произведуваат, односно да не работат со загуби. Деновиве стигнуваат информација од повеќе стопански субјекти во општината дека сопствениците и раководните тимови прават анализи на сите можни резерви за штедење на струјата, за тоа колку да се намалат трошоците по тој основ. Меѓутоа, реално, малку може да се направи, бидејќи процесот на производство бара оптимална енергија.